Почитувани граѓани, денеска сме во Кичево и еве само по не знам кој пат да констатираме. Според сите официјални статистики, околу 400.000 пред се млади луѓе ја напуштиле нашата земја. Пред некој ден слушнавме податок дека во Битола се симнати бројките на невработеност од 24.400 од 15.400 на 6.700. 8.700 луѓе сега има помалку невработени. Во 2006 година во априле биле невработени 24.400, сега се 7.100 невработени. Значи помалку се невработени од 17.300. Во Кичево од 2006 година 8.731 биле невработени, денеска се 3.433 невработени или 5.300 се симнати од списокот на Агенцијата за невработени. Сите знаеме дека тоа не е така. Ја бришат од евиденцијата сето она што представува невработени граѓани во државата и за жал, најголем дел од пред се младите луѓе ни заминале надвор од Македонија. Денеска се повеќе можеме да сретнеме по улици замислени граѓани кои што ниту знаат од каде тргнале, ниту каде одат, обсипени со проблеми. Денеска се поретко можеме да видиме луѓе кои што од срце се смеат. Денеска луѓето заборавија да се смеат. Затоа можеме слободно да кажеме дека проблемите во Република Македонија се толку големи кои што за жал можеме да констатираме овде во мултиетничко Кичево. Соживот има во Македонија, но живот нема во Македонија. Од тие причини можеме да констатираме исто така. Еве доаѓаат многу големи празници. Луѓето ниту на гости си одат, ниту гости канат дома. Денеска граѓаните имаат само две дестинации во своето секојдневие. Првата дестинација е фаќање дженем надвор од државата, а втората дестинација е од дома до банкомат. И таму од една картичка повлечи пари, врати во друга картичка, врати го долгот и така во бесконечниот круг, надевајќи се дека утре ќе дојде нов ден, а утре е сепак многу потежок ден. Затоа треба сите заедно, сите граѓани на Република Македонија, да се свртиме кон концептот за враќање на средната класа, да создадеме фер и правично општество за сите, да ги вратиме парите кон граѓаните, да го вратиме спокојот и среќата на нашиот народ. Денеска сме овде во Кичево да промовираме мерки од програмата на Социјалдемократскиот сојуз. Но ги повикуваме сите граѓани кои што не се согласуваат со амбиентот на животот и квалитетот на живот кој што го имаме сите во Македонија, да се приклучат заедно да го вратиме достоинството на граѓанинот на Република Македонија. Единствениот концепт за излез на нашата земја е концептот на враќање на средната класа. Денеска, за жал, преку 80% се сиромашни граѓани. 80% македонци, 80% албанци, 80% турци, власи, роми. Сите во Македонија се сиромашни. Заедно можеме да ја добиеме и таа битка, да го нормализираме животот во нашата земја, да го вратиме честа и достоинството на животот пред се на сегашните и идните генерации кои што доаѓаат со нас, искрено борејќи се за добра иднина на сегашните и идните генерации. Денеска во Кичево ќе имаме отворени дебати со многу целни групи, ќе имаме трибини, но денеска само почнуваме. Оваа битка ќе биде заедничка на сите кои што не се согласуваат со овој режим, со оваа диктатура и автократска власт која што владее во Република Македонија.